Добро вечер и од мене, од студиото на А1, заедно со моите гости, господинот Благоје Механџиски и господинот Трифон Костовски. Се надевам дека овој пат нема потреба да има фрлање на вода. Верувам во тоа. Од моја страна не сум правил пречу да право животот. Так. Прашање за двајцата. Кој од вас ги уништи градски аптеки? Господине Механџиски. Кој прашањето на мене, одмah ќе одговорам. Пред мене се оставките на директорот од наша страна која подноси и кој дава добро образложение дека во градската аптека не се работи законски и од тие причини подноси оставката. Затоа си заминува господине Костовски. Мислам дека господинот не говори вистината апсолутно од неколку причини. Со неговото влегување во градски аптеки, тој од антимонополската комисија доби забрана да учествува со деловите, со своите удели требаше да ги отиде во рок од 1 година. Такво решение е донесено на 3.7.2007 година. Тоа решение не е испочитувано и на многу непримерен начин успеа да ги уцени сите вработени, иако договор првенствено беше да се делат уделите од вработените во однос алкалоид 30%, зегин 30% и 40% фармакор, да ги убеди сите удели да ги купи на име Благоје Механџиски и тоа веќе измама. Втора работа. Во времето на неговото владење, значи како јавна установа и потоа како приватна установа, тоа се вкупно 16 месеци од 180 милиони денари успеа да го направи 240 милиони денари, во кој што донесува стока, роба, која што е условно влезната цена, повисока од цените кои што ги имаше од собствените продавници, со нулта денови дата на плаќање и дефинитивно јасно говориме дека господинот од првиот момент идел уништување на градски аптеки. Господине Механџиски, факт е дека со приватизацијата фактички почна и пропаѓањето на градски аптеки. Видите вака, Овој гигант. јавно пред јавност, изјавам под кривични материјална одговорност, во колку тоа зборува господинот Трифон Костовски, вистина, јас и мојот дел и на Зегин дел ќе го препишем уште денеска. Тоа е лага. Цело време се служи со лага, кога бееме тројцата доставувачи на роба на градските аптеки беа полни. Од кога се избраат тројцата директори, господинот Трифон Костовски изричито пажеше на себе и неговата фирма ги доставуваше лековите. Ако не е тоа точно, исто така из ова изјава од кривични материјална одговорност ја изјавувам дека го поклонувам делот. Значи, доставиче со вербални и обеќања и лажни обеќања. Пукна филмот 8 сата со лага го пролонгираше. Зошто нема? Он е сега Можески собственик на градска аптека. Зошто не ги напуни? Да бех јас Можески ќе беа исто еднакво ниво со Зеги. И тоа е се лага. Моето обеќање, ако не обратно, тоа не го даде мојот дел. Обвинување дека Механџиски сака да ги однесе градски аптеки по стечај. Чиста лага, која е веројатно типично за господинот. Нема да навлегувам понатака. Само сакам да кажам следно. Во времето кога влеговме ние, истиот момент, бидејќи согласно статутот на градски аптеки, таа работа со 3 извршни директори, од кои што прво го напушти алкалоид, и тоа може би беше наша вина што не успеавме да ги убедиме да веднаш се свика собрание во кој што ќе се менува вториот директор, бидејќи ние ги купивме уделите на алкалоид. Сега, дозволете, истиот момент кога се оди извршниот директор, се заминува и директорот на Зегин со цел да се комплетно блокираат работењето на градски аптеки. Тоа е вистината и друга вистина нема. Тука се поставува некој прашање за кривична одговорност на... Апсолутно, сметам дека тука, верувате ми, нека влезат сите институции на системот. Нека влезат, нека го исконтролираат секупното работење. Јас не видам од одговорност, мојот став апсолутно и ќе ги покани. Единствено решение на проблемот кој е за вас? Единствено решение е господинот Благоје Механџиски веднаш да ги напушти градски аптеки. Како тогаш ќе го решите? Тоа ќе ги реши на тој принцип што ќе ни дозволи веќе 3 пати се трудиме да свикаме собрание, да именуваме 2 извршни директори. Дали исто како порцеланка да ги напуштат, работите да ги напуштат. Господин Механџиски, малку да го задржиме нивото. Обвинувате дека господинот
Костовски сака да го стави имотот под хипотека Точно на е неговата и Точно останата. е тоа. Значи, видите вака. Тоа е целата цел него, што го направи со култури, со порцеланки. Лажење без преседант. Затоа реков, еве што лаже, еве овдека оставката на директор што го вели дека затоа што се работи незаконски во градската апотека. И еве што вели, со двотретинско мнозинство за сите одлуки никош не бе консултиран, па одлуките беа доноси без мое знаење и клучно одобрување. Еве нека види јавноста, еве го и нотарскиот акт, тој лаже, нека тврди према документите, достави че да лаже на авторитет. Кој е без начинот дојде да се покаже реши народ. проблемот според вас? Разбирате, а очите да не Како ги може зема. да се реши проблемот според вас? Проблемот може да се земе. По закон ние сме ортаци, работодавци. Нека ги исплати обрските во име на градска апотека соодветно на неговиот туда од 50 помедно, 1%, ја 49 и одмах уште утре решаваме. Јас имам изјавата со која ги Се лажеше. согласувате ли вие на тоа? Не можам да се согласам, од проста причина. Што пресе Благоја Миханџиски, ако се идентификува со Зегин,